На вчерашната редовна седница на Советот на Источниот плански регион, што се одржа во Пробиштип, беше покрената иницијатива за формирање регионален центар за справување со кучињата скитници. Образложувајќи ја оваа идеја, градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски истакна дека е се поголем бројот на кучињата скитници низ градовите во Македонија. Со тоа се наметнува потребата од нивно заловување и сместување во центар изграден за оваа намена. Беше предлог мој да исто така регионално го решаваме овој проблем, бидејќи секоја општина поединечно, ако го решава, се дополнителни потешкоти во делот на финансирањето на овие така наречени прифатилишта за кучиња и мачки скитници. Оставивме да ги провериме сите законски можности и на наредната седница ќе имаме по-конкретна одлука. До сега ваков центар има во општина Штип и искуствата од неговото работење беа добре дојдени за градоначалниците од регионот. Најефтиниот, наједноставниот начин е грижата да ја префрлиш на некој друг, така да ние распишавме тендер во кој што оној кој што ќе ја преземе обврската да ги отстранува кучињата од улиците и да врши нивна ерадикација, ги примени сите законски норми. Значи она што значи стационирање на кучињата, чување, вакцинирање, стерилизација е нивна обврска. Значи тие тоа го преземаат и на тој начин добивме изведувач кој што ќе се грижи за таа работа и мислам дека од тој аспект, од правен аспект, ние како општина го решивме проблемот. Мислам дека за целосно решавање на проблемот ќе мора да се направи една соработка помеѓу сите општини, да биде понуден навистина еден собирен центар за кучиња скитници да има во регионот, преку кој што би биле исполнети сите законски услови. Дозволите за такви центри како што имаме информација се даваат регионално, така да ќе мора да се направи еден центар. Општините тешко самите тоа ќе го направат, така да мислам дека оние фирми, ветеринарни станици кои се заинтересирани за решавање на проблемот во темел треба да го направат тоа во соработка со општините, бидејќи од друга страна пак тешко дека им исплатива сето тоа да го прават само за еден град. Дозволите кои се издадени досега се со лимитиран опсег, значи не може еден тако собирен центар да биде за цела Македонија и затоа мислевме дека можеби подобро да се направи еден таков центар во некој од општините во кое што ќе гравитираат во радиус од 50 километри. Согласно географската поставеност на општините во Источниот плански регион, излегува дека некаде во Кочани би требало да има таков собирен центар. Меѓутоа сепак тоа ќе го ставиме на оние кои што ќе бидат задолжени да ги собираат кучињата од улиците и ние како општина едноставно да престанеме да размислуваме за тоа. Ние можеме да поставиме услови во тендерската документација, изведувачот да ги следи сите законски норми и сето тоа што доаѓа со тие законски норми треба да го примени. Ние во Штип плаќаме некаде околу 1500 денар или 400 и нешто, не сеќавам точно, меѓутоа таа цена, колку што знам дека во другите градови е повисоко, пред се заради транспортните трошоци кои што ги имаат ветеринарните станици до тие градови. И во Кочани постои центар за прифаќање на кучињата скитници, но на него не му е посветено доволно внимание. Центарот го обслужува волонтер, а по потреба и лекар-ветеринар. Оваа идеја е општо прифатлива од градоначалниците од Источниот плански регион и истата се очекува да биде реализирана